Почитувани, евидентен е фактот дека воздухот е се позагаден, а најодговорните Заев, Шелегов, а тука би ги споменала со не помала вина и битолската градоначалничка Петровска, и струмичкиот татко Јаневски, но и сите останати неодговорни со ист статус и функција за нивната незаинтересираност за преполните клиники со деца, возрастни, кои пак токму со собственото здравје ја плаќаат нивната негрижа. Владата на СДСМ продолжува со својата неодговорна политика во однос со најгорливото прашање загадениот воздух. Во услови на температури од 20 степени Целзиусови во тек на месеците октомври и ноември, највисоки во последните 20 години, имаме и рекордна загаденост на целата територија на Република Македонија со PM честички. Згора на тоа, секој ден има исклучување на мерните станици од државниот мониторинг систем со оправдување дека се на сервисирање. Станиците со месеци се или на сервисирање или на калибрирање, а граѓаните се оставени на своја кожа да чувствуваат колкава е загаденоста. Ваква несериозност на надлежните институции, како на државно, така и на локално ниво, не е забележена досега. Оние, чија крилатица на последните избори беше чист воздух и живот, советување дека ќе ја средат веднаш состојбата со загадениот воздух, сега прстот го вперуваат во граѓаните. Граѓаните им се виновни затоа што не можеле да ги исполнат нивните високи стандарди. Наместо глумење на лудило и апсурдни маршеви, какви што гледавме лани кога токму горепосочените протестираа против самите себе, Комисијата за животна средина на ВМРО-ДПМН изготви препораки за подобрување на состојбите. Денес презентираме дел од нив кои интервентно треба да се превземат. Конкретно, во буџетот за 2019 година да се обезбедат средства за најмалку 3 статични и 4 мобилни мерни станици. Статичните мерни станици да бидат поставени во Битола, во близина на Рек, во Кичево и во близина на Дризла. Мобилни мерни станици да бидат поставени во Радовиш, Прилеп, Гостивар, како и во Петровец. Ваквата распореденост во близина на рударските капацитети, каменоломи и аеродромот е со цел да ги контролираат состојбите во тие градови и општини. Секако, до периодот потребен за нивна набавка и поставување, да се обезбеди покриеност со мерење со инструменти во собственост на универзитетите во Република Македонија заради континуитет во информирањето. Втора мерка, да се обезбедат субвенции во износ од 50% за набавка на електрични и хибридни возила во поголемите градови во првите 3 години, а потоа мерката да се прошири и во останатите средини. Трета мерка, да се обезбедат средства за набавка на печки на пелети и пелети, а тие средства да бидат обезбедени во буџетот за 2019 година како најинтервентна мерка. Четврта мерка, наместо субвенционирање во набавка на дрва на социјално загрозените семејства, да им се исплатат средства за сметките за потрошена електрична енергија. Петта мерка, да се забрани употреба на петрол, кокс, особено во услови на грејна сезона. Шесто, да се возможи со поддршка на Министерството за внатрешни работи пренасочување на движењето од централните градски подрачја на товарните возила и градежните машини во услови на загаденост. Седма мерка, да се започне во 2019 година со градба на секундарната гасификациона мрежа паралелно со примарната. Осма мерка, да се врши редовна контрола од надлежните инспекцијски служби на котлите за горење и оџаците. Деветта мерка, во услови на загаденост над мерните дозволени концентрации во тек над 7 последователни дена да се овозможи бесплатен градски превоз додека трае загадувањето. Десетта препорака. Инспекцијските служби, како на државно, така и на локално ниво, да работат во зимски услови 24 часа и јавно секој ден со име и презиме, да ги обзнанат неголемите загадувачи и согласно тоа мерките кои ги презене. 11-та мерка, да се чистат сите диви депонии, особено да се инспектираат секојдневно оние локации каде што се пали отпадот со намера и да се изречат казнени мерки. И конечно, уште една препорака, а тоа е да се овозможи целосна бесплатна здравствена заштита на граѓаните, посебно на децата и хронично болните, за кои е констатирано дека причината е загадувањето.
Почитувани, ова се само сет од мерките што во прва фаза ги предлага Комисијата за животна средина на ВМРО ДПМН, а кои ги имаше во партиската програма. Граѓаните и овој пат се сведоци на лагите и неспособноста на владата на СДСМ, бидејќи Европската унија бара и се залага секоја земја кандидат со особен акцент да биде посветена на овие прашања. Да бидеме јасни, неспособноста на СДСМ граѓаните ја плаќаат со сопственото здравје и затоа време е одговорните или да почнат да работат или да си заминат. Благодарам.